но за старт, за да можам да одработам платата. Читување на функцијата која Андон, ја извршувам. Немаш право да покажеш и тоа не можеш да го направиш. Имам. Добро, дајте само Можете за да вас. сте саркастични колку што Дајте сакате. уште една минута реклами, а потоа да ги завршиме. Ајде, нека остане. Па тоа прашате го знаев. Чека сега. Патот до пеколот е поплочен со добри намери. Прочистување на избирачкиот список. Уште не ќе го чистиме. Значи, ако расчистивме, а не расчистивме очигледно, тоа ќе биде некаде околу 9 часот, значи за 2-3 минути. Во времето на Бранко Црвенковски. Немојте така. Онтолошки тие се тука. Најкратко кој Ја веди. таму, ама до пола книга се одбележали. Нема да читаме цел. Ама ве молам режија. Добро вечер во Аргументи, почитувани гледачи. Време е на кампања за престојните локални избори и претпоставувам дека граѓаните, политичарите, аналитичарите најмногу говорат и размислуваат за изборниот резултат, но наше е и да анализираме како тече изборната кампања. Ги споменав и граѓаните, иако ако не се веќе заморени од коментари и слушање политичка пропаганда, но време е на избори и партиите, ова е нивно време кога даваат максимум од себе да ги убедат своите гласачи и оние другите дека тие се најдобри, најисправни, дека изборот за нив ќе донесе многу благодет и бенефит на граѓаните во локалните средини, иако се чини дека по тоа што гледаме дека лидерите на партиите се повторно присутни во кампањите, дека ќе биде ова тешка битка или подготовка за некој вид идни парламентарни избори. Не случајно во Македонија честопати сите избори ги нарекуваме референдумско изјаснување и секојаш се работи за историска, за главата, судбината на Македонија, а се покажува дека не е секогаш баш така. Македонија е со разни препреки, кризи, политички, економски, постои, екзистира и веројатно ќе постои уште многу години со овие или оние партии. Еве новите теми што на некој начин ги постави пред вас, ќе разговараме со моите гости, Наталија Ивчева и Алберт Муслију, политички аналитичари, да не навлегуваме во нивниот друг бекграунд и ангажмани. Политички аналитичар доволно говори дека ќе разговараме за она што е пред нас. Ајде, Муслију, со вас да почнеме. Како се чинат кампањите на партиите? Ги следите ли? Да. Релативно ги следам. Сега не може да ги следиме сите, затоа што сите ова се локални избори. Освен тие општите теми кои настојуваат да се наметнат, не можам да ги пратам сите локални кампањи. Сега, нити ја знам реалноста во секоја општина во Македонија, нит па мислам дека било кој од нас има интерес баш за секоја општина. Така да ги следам, мислам дека овие 2-3 дена има така, како да кажам, проектирање на лидершипот на партиите. Мислам дека и на недела малце повеќе ќе се концентрираат кандидатите на локалните работи, така може ќе имаат локални мали трибини, состаноци со граѓаните. Мислам дека последната недела ќе биде таа најоштрата и баш ме интересира која од партиите ќе биде таа која ќе биде најоштра, затоа што верувам дека нашите партии се добро организирани, добро ги знаат и резултатите, и статистиките, и анкетите, тоа го спроведуваат. И ме интересира кој од нив ќе потегне од тие жестоките Што значи тоа најоштра? Што значи тоа најоштра? Темите или вокабуларот? Да, во вокабуларот и темите, значи ќе се повикуваат на поопшти теми. Јас секогаш сум викал дека националистичките теми се тие кои бараат помалце труд, а имаат подобар резултат, затоа што реално не треба ништо да направите. Вие за да бидете условно речено патриот за едната или за другата страна, туку треба само да зборите многу и да сте експонентот. Така да ме интересира баш ова последната недела пред изборите, таа недела на кампањата, сакав да видам, мислам дека ние сите ќе видиме, која од партиите ќе стане најекстремна, затоа што тоа е од нема и каде, знаете, ги барате сите гласови кои можете да ги извлечете од граѓаните, а ви велам, овие гласови, отприлика има еден корпус на такви гласови кои се не најлесни, туку најефтини. Со помалце труд, со повеќе зборување, инсистирате, но се долгорочно захтевни, знаете, тие
Тие не бараат да сработите, но бараат да останете на кои принципи. И верувам дека таа последната недела ќе биде најжустра. Иначе стартот не е нешто Да ви закажам таа недела уште едно гостување тука да ги процениме. Ти оштри. Ја мислам за тебе нема проблем секој време. Него верувам дека последната недела ќе биде таа најоштрата, условно речено, и не заборавиме. Ние имаме ново формирана влада, многу блиско е до локалните избори. Сите тие специфики се карактеристични баш за овие локални избори. Ивчева, дали се слагате дека следат во последните денови од кампањата ќе биде пооштро и веќе уште сега тргнаа со една битка која нарекуваат референдумски прашања, значи уште во старт за големи теми како да се разговара. Вака сега, јас мислам дека што се однесува до острината која што е на почеток, може би реторички не доаѓа толку до израз оштрината, колку што гледаме нерегуларности уште од самиот старт. Имаме, например, односно немаме ни 3 дена денес од кампањата, ние веќе имаме разнесување во Струмица, например, имаше со комбињата кај што се употребуваат комбиња на јавните предпријатии за политички цели, односно каде што се носат материјалите од штабот на СДСМ, каде што се разнесуваат. После имавме во Крушево исто така, значи тоа е се потврдено, еве тука имаме фотографии и све, каде што не превземат институциите кои што се одговорни за тоа не превземаат ништо. Во Крушево имавме случај каде што директорот на Македонски шуми и мислам пред него се случува и никој ништо не реагира, каде што се сечат дрва кои што се даваат на гласачите. После во Кочани имавме здружение кое што наводно активист на СДСМ кој што се даваат хуманитарни пакети на лицева кои што се засегнати од кои што се таргет на тоа здружение. Значи, од старт гледаме дека се навестува црна кампања, а од друга страна, надлежните институции кои што се одговорни за спроведување или кога веќе имаме доказни материјали за изборни нерегуларности, гледаме дека нема никаква реакција од нивна страна. Така да тоа што се однесува до, мислам дека точно кулминацијата ќе биде втората половина или последната недела, да речеме, од ова предизборие, но вака како што стартува кампањата, иако можеби реторички од страна на лидерите нема некоја жустрина или што може да се осети, меѓутоа од друга страна тоа што се случува на терен реално, гледаме дека не е во ред и дека се навестува од страна на владеачкото мнозинство на СДСМ, дека тука ќе имаме голем притисок и кон вработени, дека се спрема една црна кампања, според мене. Затоа што и мобингот по институциите кој што се спроведува, ако тргнете во МВР исто така, каде што министерот Оливер Спасовски излезе и кажа дека МВР нема да биде во функција, односно ќе си работи професионално и нема ништо да се искористи, а од друга страна гледаме каде што имаме на слики точно луѓе кои што се ангажирани за нивната кампања, кои што работат во МВР. И тука, за разлика од претходните избори, на сите овие податоци, на сите слики со кои што се располага јавноста, значи не мора никоја политичка партија, јавноста која што секој еден од нас оди и точно ги знае кои се вработените, ние имаме тука, например, фотографии и никој ништо не реагира. Значи никоја институција. Не е само како министер да излезете или како одговорно лице или како председател на влада и да кажете дека ќе се спроведуваат изборите според закон и дека нема државните институции да бидат да работат и да работат во интерес на некоја политичка партија и за време на изборите, дека имаме професионалност и така натаму, а на терен веќе гледаме нешто друго. Имаме, например, председателка на Општинска изборна комисија, која што во првите редови на митингот, значи од овие 2 дена збориме, на митингот на СДСМ. Нели таа партиска, односно департизацијата за која што се залагаше ова влада, гледаме дека еве на првиот испит сега, дека не поминува. Што значи дека реториката може би во овие 2 дена, значи само тоа се 48 часа од кога почна кампањата.
Реториката како реторика во ред, меѓутоа имаме на дело работи каде што немаме реакција. А од друга страна, извини, молим, од друга страна, немаме реакција ниту на меѓународните организации кои што се тука нивни представници, како предходно што реагира, ниту на домашните, овие Цивил, Мост, значи, кои што треба да работат со тоа. Немаме никаква реакција. И тоа веќе за мене не е добро. Ако може да го искоментирам. Да, може како Не, ова се, ако тоа е точно, ја не знам зашто винителот не реагира. Апсолутно, тука Епа е и сега- моето прашање. Сега ми е владеат новата влада, не може да ја кривиме за обвинителството, кога во обвинителството не стигнаа кудрите ништо ни да сменат. Без Тоа е разлика, истото значи, тоа сепак- обвинителство кое беше пред 3 месеци или во декември беше истото. Сакам да ви кажам, ја не сум слушнал за овие случаеви. Во секој случај сум за тоа било кој ќе го злоупотреби изборниот процес да се казни оштро. Јас знам дека еден градоначалник фатија пред некој ден и му зема некој Тоа сакав да го испуштив кандидатот за градоначалник од ВМРО во Кавадарци. па него го фатиле со општинска кола како делел. Ама и он нема, треба да се- не, исто имавме случај, за тоа не знам. Не, Исто сакам да ти случајот кажам, кој што него беше манипулиран. амнестира За после- него зашто овој не одговара. Сите треба да одговарат и за тоа немам дилеми. Апсолутно. Значи, треба Тоа да сакав да одговарат. кажам, кога ние веќе имаме, јас мислев за тој случај. Исто, значи, уште пред стартот на кампањата, ние имавме случај каде што му беше вперен пиштол на кандидат на градоначалник од ВМРО ДПМН од Кавадарци, кој што Види се, после ако- тоа излезе дека полицијата, односно се извини, као наводно било грешка. И од друга страна, исто ми е многу симптоматично, зошто овие кривични пријави, кои што беа и предходно за актуелни градоначалници, предизборно и за време на изборите. Значи, вие вчера и денес имате поднесено 2 кривични пријави за актуелни градоначалници за Крива Паланка и, мислам, не можеш... зошто предходно не биле поднесени? Преубаво е, мислам, све Нели? тоа во ред. Зошто Али не тие биле ако поднесени? заслужиле кривични пријави, па зошто да го чекаат изборниот процес да заврши? Па Види тоа сега, збориме, ние ама сме не, држава- зошто па да... Ние сме држава... Кога веќе... Не, сакам да ти кажам, ова се ситни детали во однос на тоа што ни се случувало, така да ми имаме некој подобрување. Да не забораваме, ми имавме апсење на лидер на опозиција денот после изборите. Мислам, не може да правиме Па паралели. постизборно и времето на Не изборниот може да правиме период... паралели. Да, Второ, да. невладините организации у Македонија се професионални. Јас сум убеден и уверен дека и Цивил и Мост ќе реагираат на било која неправилност. Еве, не затоа изреагираа што- досега. Па сега можеби не го знаат тоа. Како може да не го знаат? Не, Ова видите, имаше Не може да реакции. се прави паралела помеѓу денот на изборите, каде што тие го покриваат секое изборно место, и изборната кампања. Но верувам, а и сум ги слушнал, дека тие ги повикуваат сите граѓани кои ќе најдат на неправилности, ќе видат неправилности, да ги Да, ама информираат. според Но нивниот не ми е статут- јасно мене ако некој делел дрва, зошто ба чекал денот кога почна кампањата, можел тие дрва да ги дај 10 дена Па видете, тоа е пракса, сега ние да не Ама, се... Алберт, Не, сега да кажам, Значи имаме за све, не може, еве тука на пример имате комбе кој што е на водостопанство на Струмица, каде што се дели изборен материјал. Значи ова е штабот на СДСМ, се товари и се дели. Ама тој треба да одговараме пред закон. Па затоа рековме, Па што прави ова се... обвинителот? Па јас не знам дали е обвинителот, јас реков сите инволвирани. Не. Предходно кога имавме било каков случај, имавме реакции ние, без разлика, ја ги знам статусите на сите невладини. Ама Во ред сега е. ја го знам, Меѓутоа, они не може да не реагираат за тоа да се прават дека не може, дека ние ќе се стремиме пак кон не се фер разбираме. избори. Тие апсолутно не ќе може. реагираат, пошто ја бар тие организации ги знам и тие се апсолутно професионални, нити ова па прв избор. Не оставиле за мене впечаток дека се професионални, ги пратев и тоа апсолутно ги пратев, затоа што Ама сега ја Мост го пратам. Па и 20 Мост и години. Цивил и сите, мислам, до 20 сега не години ги оставиле. пратам. Ама ние ги Тие- пратиме сите партиите. Има Ама сега од тој сектор сум ја, тој сектор бар го пратам. И Цивил, и Не Мост се стари оставиле- организации. Па добро, кои би требало и сами не иницијативно учествуваат. да реагираат. Ама не може, сега види, ова не се Ова, го ама Ама тоа е во каде е видено? јавноста, Ама сега, сегде. во која јавност? Сегде, па Ама сегде пласирано. сега ја преку- вести гледам Не редовно. само вести, значи Па сега пласирано каде? преку сите и портали, и радија, Па и сега, телевизија. порталите кај нас не се баш релевантни. Да, ама како па порталите трпат како да кажам, репрекусии исто како и сите медии. Не, ама не се баш најрелевантни извори ама на не информации, можеш, пошто ние одиме. у портали читаме се што. Да, ама имаме ние
оние фотографии, значи ова се Не, сега да ти фотографии. кажам, зошто тој човек кој што го сликал ова не отишол до јавното обвинителство? Сигурно отишол, не, дека е ова застанато, меѓутоа работата тогаш треба да видиме дали ќе има реакција. Па да, Што затоа ми е да брат да ги прашањето. стрелат? Не, Ако е па сега пријавено, како одиме и не, претходно ако е знаат. пријавено, тогаш треба јавниот обвинител Значи, да зошто не покрене. се реагира? Ама не знаеме, дали вие знаете дали обвинителот таму реагирал? Па не, немаме, еве, јавноста јавно беа Ако повикани завчера се случило, сите. Не, вие па, денеска очекувате реакција? Па веднаш, како за се... информирање на Па јавноста. кога после изборите треба да се Не, реагира. ама тие треба да си одговарат. Не денес, тие треба да одговарат ако сторили нешто секогаш. Ама Но така, посебно во овој избор. па сега не знам у колку сатот да ги оцениме. у колку Како сатот ќе е знаеме направено да ги тоа, вие сте оцениме добро тие информирани. изборите? У колку сатот тоа комбе е сликано, ја не знам стварно. Па тоа кога, мислите, ова комбе од Да. Струмица, тоа си е сликано, тоа беше во текот на вчерашниот ден. Па сега можеби денеска реагира Нема никаква реакција. Од кај знаете Затоа- дека па нема? знам, Дека лично знам обвинителството нема никаква реакција. Па и од обвинителството и од другите. Само од кај знаете, не знам, Видите, од 24 ниеден. сата од Бемо, обвинителството. Од никој. Од обвинителството. Од никој. Па ја Ни не од знам од кај МВР. знаете, не знам ја. Да, еве Не, јас ја кажувам. не знам ни дали имат Значи, реагирано, нема. затоа е реакцијата дека немаме никакви реакции во врска Ако кои обвинителството не не само знаело, обвинителството, ја може мислам и дека полицијата подобре има своји ингеренции во делот на... А, тука имало Така, полицајци? Не, и полицијата се има по Па, знак полицијата на мо- пријавување, они Видите треба сега, да реагираат и да прават ама како да не што ги го направија ова. Да не ги како вркаме овластувањата. Полицијата може да реагира ако е тука, а ако не е тука, По подобре. пријава, па добиена информација, Ама така. добиена информација, обвинителот, не полицијата. Што ќе Ама прави и полицијата? полицијата може Ама што да ќе направи реагира, полицијата? има Не? точно предвидено. Не, па еве, ај за предвиденото, ја го знам предвиденото. правилник Што кој што е може за време полицијата на изборите. да направи за комбе кој е отидено? Што да направи? Да, па не што е отидено, тоа е пријавено комбето и они треба да го тоа да го Да го регистрираат. најдат комбето. Да го регистрираат кој да се Па ја ви потврди велам, да се тој што ја произведат дал мерки. сликава треба да оди до јавниот обвинител и да без каже, ама еј, сегде ние сме го отидено фатили. и до јавен обвинител, сега Па ако е никој вчера ништо отидено. нема. Па нема превземеност, кога Ама да не знам преземе? што да преземам, не ве разбирам. Па да законските мерки Па кои законските се- мерки треба да поднесе пријава. Треба да поднесе пријава и треба да се спречат во на кој ќе ги спречи овие сега на како пример ќе- злоупотреби. Не полицијата, еве кој ќе Па ги вие спречи. не може Треба да унапред, одговара- пак да Е, се па разберем. како? Не може Како вие ни? унапред ништо да спречи. Ако имаме случај, како ќе знаеме? Ама како, Ако имаме случај, ама ај тоа кажете значи ми дека како така ќе некој оди. како некој ќе спречи ја ако излезам од овде нешто да злоупотребам. Он мене треба да ме казни ако сум злоупотребил, Значи, ама не може да директорите- спречи, да, може да треба да спречи си- ако е присатен. Да имаше тука во сликата полицаец кој седи со рацете у џебови. Комбето оди, тоа е полицијата неспречување. може по дојава да спречи. Значи ова не е, барем сите се сеќаваме на сите избори, и парламентарни, председателски, Не, локални. не, Овој феномен не верувам дека некој ќе го оправда, но не завршува процесот ни за време на кампањата, Не завршува, ниту за жал. по изборите, Не. како што гледаме дека и ден денеска за минатите парламентарни избори се водат процеси и случаи. Но И од нив нема ми се бегање. чини дека Меѓутоа, истите обвинувања, односно прво истите ветувања од секоја власт дека ќе има фери демократски да, избори па тоа ми доаѓа беше зборот. и секогаш опозицијата наоѓа забелешки и исти вакви имаше претходно од власта и од опозицијата забелешки дека се злоупотребуваат институциите, Ама тоа не дека е се оправдува злоупотребуваат. власта. Значи сега Не е доаѓаме оправдува. во една обратна ситуација. Види, Тие што до вчера беа власт, власта сега се ако сака опозиција. да се проектира како различна, Тоа треба сака. на сите овие работи да реагира. Тоа не е апсолутно. спорно. Но ние овде се дрва, брашно, зејти, какво? користење на Види сега, ние не камиончиња, Љубиша, Да. Сите ние имавме избори од случаеви секоја каде што власт. кандидат денот на изборите го фаќаа со брашно со и викаше да значи тоа не е неопростиво. не оправдува. Него ние збориме за теркот. Ја не можам ни да кажам дали е реагирано или не. Нема не можеме се слободиме, сакам да кажам, на сите ама избори. не, ние треба да вршиме притисок. Секој што злоупотребува да одговара за тоа. Добро, Ама не се може да кршат- правиме, се кршат не може да и- правиме паралели затоа што не може да се направат. Ние сме имале драстични кршења, работи за кои сме слушале, МВР, ВМРО, МВР, значи сите тие работи се дел од нашата меморија. И не може да ставиме паралела што некој таму вработен во некоја таму јавно предпријатие Ама локално не само тоа, ние имаме злоупотребил. полиција каде што, еве, полицијата каде што вие со министерот Оливер Спасовски на митинг. А по која логика му е забрането? Па како? Нели Ама по имавме која дека логика? нема да бидат употребувани. Така? Кој?
личностите или средствата? Кадрите, па и во превозта во полицијата. Значи, тие се кажете ми ангажирани. вие, ама нит јас сум тука да тука го бранам Оливер, нит Така тоа да. си е негова работа. Види, се што Него он да се забележува дека не значи, треба да се забелешките, спроведува. не, па сега да ги дефинираме. Забелешките беа дека не смеат јавни средства, закон, да. не смеат јавни средства да се користат во кампања. А ние слушнавме една лажна информација дека Заев наводно со премиерската кола одел, видовме таму дека одел со својата приватна. Значи, добрата, кои се јавни, кои се и ваши, Дека и не мои, треба да негови, се користат не во смеат да се кампања. Тоа користат. сегде И го има. секој тоа што ќе го прави, Да. за тоа треба да одговара. Апсолутно. Апсолутно, тоа е. Но Извини, присадноста, рековме. присаството на митинг, а не значи дека јавните средства се користат. Треба да се види работното време кога е тоа направено. Ако е направено после работно време, тоа не е користење јавните средства. Ако е направено за време на работа, за тоа треба да си одговара. Значи, главната Затоа што работа неговото е работно тоа што- време е наше, а после работното После време работа си е слободно лице. точно. Меѓутоа тука беше работава затоа што Да. се што обвинуваше СДСМ, Ама не дека исто. се злоупотреба. Ама не исто, не, не, апсолутно. не исто, не Значи, исто, не они исто. тоа што го обвинуваа сега Не ги го бранам ја нив, спроведуваат. тоа си е нивна работа, Значи, тоа си го ама не е спроведуваат и апсолутно тоа се исто, гледа од него е од диаметрално старта. различно. Не, Е па се сега, согласувам, затоа ја ви што велам, ние имаме ама докази кои уште на докази? старт. Што, Уште ама на кажете старт ми го која имаме кола ја тоа. користите. Не Како ме кола, ставајте у нивната? позиција да го бранам него. Ама не, така не, го јас сакам да ми говорете. кажете која кола службена, државна ја користел Сите и коли се користат и се па оставаат треба да пред дигнете при. влезот. Молам? Кај се остават Се пред влез? оставаат пред влезот на градот каде што се одржува и се продолжува со приватни коли. А па сега вие може да кажете Па дека сега, они јас ви таму кажувам крадат дека и по е 500 така. евра. А не, па исто и Па они сега ако така сте кажа- направила. Така, Ама исто не, беше, не, што не, беше извини, потврдено. тие работи ги Што беше? гледавме. А, не, не. Тие работи Па ги еви, јас гледавме, тоа ги сум го слушаме. видела. Па не сте Сум го слушали. видела. И Па во можда Битола кога сум биле го тие видела. бомбите, сте ги Сега. исклучувале А, не, телевизорите. се Па сега сум ние сме го слушала, слушали така тоа. да не. Е па А, ако сте го слушали, тогаш да. знаете. Значи, Како викате, мислам, Ја не викам ништо. Ви Заев вика, монтирани материјали имаме, вакви имаме, дајте Не- да си не знам слушате. ако го Така рекол Заев, не знам слушањето кога, на кажете ми кога го материјалите- рекол, не сум го слушнал. Заев, да, еве денес имаше кога од суд кога излегуваше, кога беше присутен, рече дека за да има јавноста преглед што точно он зборувал и дали вистина барал мито, треба да се изслуша целата снимка, инаку вака е сечена и монтирана. Па значи предлага да се Ама значи предлага. така да и тие Ама снимки што значи викате предлага. бомбите, дали сме Ама ги ние слушале, видите. и тие се Случајот монтирани и правени, случајот со и зградата тие тука дајте како се ги викаше слушаме, ова ќе ги од слушаме, Цановски па што ја ќе видиме срушија. Дали е така или не. Како се викаше? Космос. Космос ми го видовме, не требаше само да го слушаме. Па ние видовме и Заев дека бараа подкуп. Ја ви Така. велам, со мене паралела Така, помеѓу да. 0 и 200 не може да се направи. Не Па може да се направи. Исто, значи, Ја ви они велам, против тоа што ја ве- излегоа да го ама вие може да изманипулираат, кажете што сакат. да го Тие дали изманипулираат дали манипулираат излезе или дека уствари Тие сега дали они манипулираат или проведуваат не, тоа тоа против си е што нивна се работа. борат. И ја што Да, манипулираат не со знам. што се Ја ве борат, прашувам они као уствари граѓани кој си изманипулираат. плаќа данок, кажете ми каде е користено службеното возило, а не се приказни Битола. оставаат пред Да, град. да, Па во Битола. Дај да го Еве видам. фотографија. Оставени се пред град. Да, да, да. Каде што он си го вози, службеното возило, мислам дека тука го имам, си го вози службеното возило без никаков проблем. Така, Го вози службеното возило. го возат, он не го вози. Го возат него. Добро. Да. Еве. Во Тоа Битола не, да. На го возат? Да, еве. Ова е службено возило чиво? На Заев. И ова го возат у Битола. На кампања. Е сега кај откај знам ја дека е на кампања? Ова може снимано е пред Јас 10 лично дена. сум бил. Ама ова пред 10 дена може да е снимано. Значи, јас лично сум бил. Ако користел службено возило за Кажувам кампања, дека треба е за тоа се користел. одговара, па Е, ја па треба, па тоа Ама збориме. не значи дека го користел ако вие велите. Ја ви велам. Па добро си има, Ако го затоа реков, Тачно. институции Ако кои го што треба користел, на сознанија кои што јавно се пласирани веќе 2-3 дена. па нема Така да 2-3 дена, веќе он завчера почна Ќе кампањата. па направиме. пред ден денес и ние немаме А ова кога Ќе е продолжиме. во Битола во првиот ден. А во првиот. Ќе продолжиме, За тоа си ќе треба продолжиме пријава. на овие теми, да Има направиме пријава, треба мала да се Значи има пријава. Треба да е мала да се- пауза за реклами, а потоа ќе продолжиме и на темите што ги најавив. Еве не повторно аргументи, почнавме малку полемично, но сепак мислам дека оваа емисија не е ниту обвинителство, нити суд, нити па може да докажеме со поединечни примери дали е така или не, но добро е што повикувате на институциите да се завршат работата и да имаме добри избори, фери и демократски, во интерес на граѓаните, нели бидејќи сите Република работат во Македонија. интерес на граѓаните.
можеме да споредуваме аргументи, но овдека сепак немаме доволно докази за да можеме да го направиме ова Не, во судници чисто и да само пресечеме дадовме како сега да. кој Да. го Не право, можеме а кој не. да На крајот на работа. криштата треба да чекаме да завршат даваме изборите. примери. Ние се уште се И да ги влечкаме, охрабриме се институциите влечкаме, за сите За да неправилности. да, се Апсолутно. влечкаме по судови од минатите избори и Па нели можеме се да- боревме за поефикасно Имаме. и судство, и институции, па еве Па и сега. затоа Сакам треба да да се сакам сменат да работите. сакам да анализираме нешто што е во оптек дека овие избори треба да бидат референдум. Зашто и вчера? Зашто повторно се повикува на такви теми од кои што зависи иднината на Македонија или иднината на партијата? Мислам, малку се мешаат работи. Референдум Па вака, зашто? Да, тоа слушнавме, референдум. Веројатно референдум уште еднаш да се потврди изборната волја на граѓаните. Повторно. Сега тука имаме повеќе тези како ќе земеме, односно како ќе ги рачунаат едните, другите, третите, кој ќе биде победник, како ќе ги рачунаат тие изборни резултати. Предпоставувам секој од свој агол. Меѓутоа Нема си има локални параметри. избори, зашто Значи е- локални избори, меѓутоа Што е тука сега имаме референдум за канализацијата и купите? локалните теми. Депониите. Локалните теми се локални теми, знаеме, мислам, да овие парламентарните се веќе други теми, меѓутоа точно е дека сите настапија и опозицијата и позицијата настапија со тоа дека станува збор за референдум. Еве имаме од опозицијата, точно беше кажано, дека ако имаме и глас повеќе, дека ќе бараме нови предвремени парламентарни избори. Од друга страна, имаме нели изјава и на господинот Груевски, па дека ќе се оди на тоа дека победата ќе се мери според општините кои што ќе бидат освоени, односно таму каде што ќе победат кандидатите за градоначалници од ВМРО ДПМН, од страна на власта, да речеме, или на господинот Заев, имаме некоја друга математика дека збирниот број на гласови ќе биде нели параметар за тоа дали има поддршка, таа поддршка што ја имале претходно, дали е зголемена, дали е намалена. Што значи се на се имаме повеќе параметри, значи кој како тргнува од своја гледна точка ги зема тие Смете дека параметри. сите влегуваат како предига за парламентарни избори? Да, дека и власта би меѓутоа барала и самото само тоа опозицијата? опозицијата веќе јасно го кажа тоа дека од парламентарните избори, Од ако резултатот. имаме од резултатите ќе зависи, односно дека ќе се бараат воредни парламентарни избори. Тоа го немаме Затоа како е јасно референдумско дефинирано, известување, па да, затоа според сметам мене дека- сметам дека тоа е референдумот, каде што народот уште еднаш ќе каже која политика ја поддржува. Дали оваа политика која што се спроведува и за која што еве колку толку ако Ама Ивчева, нели се локални избори? Па ги локални разбирам се, без партиите, ама, разлика што се локални, еве Тие имаме... не ставаат како граѓани, одлучувајќи за депонијата или за канализацијата и водовод, да одлучуваме повторно за партиите и за големите политики, а станува збор за локални избори. Вака сега, ние имавме криза едно 3 години, нели таа политичка криза. Ние имавме триумфираше- парламентарни избори. И, Рековме да, дека триумфираше бираме со најдобри тие градоначалници. парламентарни избори, каде што еве имаме ситуација каде што таа партија што победи или коалиција што победи не направи власт. Имаме власт која што, да речеме, нели имаше освоено помалку гласови од граѓаните. Сега, затоа што предпоставувам дека тоа е тоа што уствари ова ќе биде после парламентарните избори, се први избори, после еве 6 месеци, 5 како му доаѓа. Имаме избори каде што повторно граѓаните ќе можат на веќе функционирање на таа нова влада да видиме сега дали ќе имаат таа поддршка, дали ќе имаат помала поддршка, дали ќе имаат поголема поддршка и самото тоа што го слушаме се почесто тој збор дека ова ќе биде референдум, јас мислам дека е тоа припремање за терен или односно дека веќе имаме парламентарни барање за Мислиш, нови се парламентарни Прво избори. референдумско не е, но не значи дека немаме припреми за предвремени избори. Прво референдумско нема врска. Нема врска. Дали е Ние имаме- подготовка за парламентарни ние имаме избори? за, Се гледаха и двете за страни дека- 82 работни места нови имаме кандидати сега. Така да не знам ја тука кај е референдумот. Ја мислам дека во зависност од тоа кој резултат ќе го промовира таа партија, ќе бидат свесни како поминеле на изборите. Значи, советничките листи се најпартиски ориентирани субстрати во на локалните избори. Иначе не може да вие направите паралела, еве јас сум од Гостивар, значи Маврово и Ростуше, преубава општина,
но во политичка смисла побитно е кој ќе го добие Гостивар, него кој ќе го добие Мавров и Ростуш. Направите паралела помеѓу тие две општини, затоа што тежината и во гласови не е иста. Ја мислам дека не е прв пат локалните избори да се нејасни во смисла на резултати, затоа што секој го извлекува тоа што му одговара. Дали број на градоначалници, дали ова, дали она. Советници, на гласачи, на кои градови поголеми, помали. Советниците реално се рефлексија на политичките партии, затоа што и каде што има коалиција, каде што има соработка, пак советничките листи одат поединечно. Тоа е така да помене за поддршката на една политичка партија, советничките листи се најдобар репер. Градоначалниците, бројот на градоначалници не може да се направи паралела, велам, ние сме имале 34, сме имале 105, се имаме 82. Како ќе направите вие таа паралела? Значи, градоначалниците имат и политичка тежина. Зато имате градоначалник на Скопје, имате градоначалници на општини низ Скопје. И како ќе направите таа паралела? Овој има власт над сите нив. Значи, има разни тежини во политичка смисла, така да мислам, по мене, тој што ќе се повикува на број на советници, на собрани гласови во советничките листи, како тоа ќе се рефлектира и на коалицијските партнери, кој ќе биде тој севкупен на број, ќе зависи што ќе се случува понатаму. Дали е можно да имаме предвремени избори? Можно е, но предвремените избори може да ги изгласат само тие кои се на власт. И не дека ние секогаш сме имале предвремени избори затоа што тоа и требало на Македонија. Него сме ги имале во моментот кога владачките партии процениле дека е од нивни интерес да направат предвремени избори и тоа сме го имале. Ние не сме имале редовен изборен циклус од 2006 па наваму. Секогаш сме имале предвремени некои. Така да, и ако го протежираат референдумското прашање, тоа е во интерес на партиите. Тоа нема, тоа не е... Поизразена е војата на или желбата на опозицијата дека ќе се подготвува за парламентарни? Ја би го причекал, не, ова е реторика која се промовира у кампања. И едните и другите викаат референдумско е, но сите они ќе причекаат да ги видат резултатите на изборите. Поексплицитно е од страна на опозицијата дека е тоа подготовка. Ама најнормално. Сметате ли дека и Социјалдемократскиот сојуз и коалицијата би одела на Ја верувам дека ако почувствуваат или ако математиките им се добри, значи на денот на изборите, ако тие проценат дека стојат подобро, како што кажуваат анкетите, ќе видиме тоа. Значи, гласачот е тој на крај што одлучува. Нити анкетите, ни волјата на политичките партии. Ако тие проценат дека стојат подобро и дека може да имаат некој бенефит од предвремените, тие ќе ги направат. Ја мислам дека бенефит бројот, само бројот е нормално. Сега имаме едно мнозинство ние кое е реално тесно. Така да, ако бројките им одговараат, верувам дека и тие ќе одат на предвремени избори. Ако бројките не им одговараат, можеби ќе го развлекуваат или ќе го пикираат моментот. Сега имаме влада која ни 4 месеца не е на власт и има сериозни некои планови да сработи нешто. Ако меѓувреме тоа го сработи, може да очекуваме избори независно од резултатите од локалните избори. Така да, тоа предвремени избори, тоа е стварна проценка на мнозинството. Ако тие тоа го проценат, не дека имаме ние мнозинство кое не се поднесува едно со друго. Ние имаме функционално мнозинство. Може би е тесно, но функционира. Ние не сме виделе дека имаме... Па се додека им моди коалицијата, ќе има. Но во моментот кога тие ќе проценат дека може да имаат бенефит од тоа, тие ќе го изгласат. Ние имаме такво мнозинство што не може да се изгласат предвремени избори ако било кој од партнерите не ќе. Значи, тенко е. Вие и да прогласите предвремени избори, мора да имате мнозинство. Сега, не верувам ја во оваа поларизација на двете најголеми партии, дека би се договориле, например, условно речено, СДСМ со ВМРО да одат на избори, ако овие други не сакаат. Затоа што тоа ќе има реперкусии постизборно. Така да ви велам, како ќе покажат проценките на владачките партии, сега, така и ќе се случува со предвремените избори. Не ги исклучувам, затоа што баш поради ова тенко мнозинство, можеби и нив ќе им одговара да имат предвремени избори, но не верувам дека тоа ќе биде експресно после локалните избори, затоа што ќе бараат простор и да сработат повеќе, затоа што
видовме, нели, обструкција у парламент, некои работи они не можеа да ги довршат баш поради таа спорост на парламентот и верувам дека датумот евентуално нема да го дефинираат након 3, 4 или 5 месеци. Ќе се има малце еден попристоен период пред да се објават тие превремени избори. Ова што вели Муслију е една фактичка ситуација кај што власта, тенко или не, е на власт. Претпоставам затоа и толку не експлицитно не навестуваат дека доколку победат на овие локални избори, дека ќе бараат парламентарни избори, но од страна на опозицијата е референдумско во една символична смисла, бидејќи тие немаат друг избор. Овие избори сега, претпоставам, ги чувствуваат како обид за пеглање на резултатите од, како што рековте вие, минатите парламентарни избори, но ризикот нели е голем. Што ако се повтори изборниот резултат или ако загубат, тогаш што ќе се случи со таа бидејќи на некој начин знаете, добро велите кој како ќе во јавноста ќе прикаже дали изгубил или не, но ќе биде евидентно доколку изгубат на овие локални избори, што понатаму? Па веројатно си има свој зацртан план како ќе одат понатаму и што ќе власт е бараат власт. дали. Тесто мнозинство, но ќе продолжи некој да функционира. Да, меѓутоа тука видите голем дел видите. Јас лично мислам ние не сме во партиите, но да се решиш на се или ништо, тоа е одење на се или ништо. Не, па не би рекла дека е баш одење на се или ништо. Значи тоа не е кажано дека ние Меѓутоа тука цврсто е дека ќе бараме нови парламентарни избори, меѓутоа не значи тоа дека ако не добиеме дека ние ќе се повлече опозицијата, значи они сигурно имаат своја динамика и план како ќе функционираат понатаму. Сепак се повикуваат лидерите да се повлечат. Тоа важи и за Беваш и Тоа е веќе партиска работа која што отпосле ќе се види како и што им одговорност на лидерите и така натаму и господинот Тачи поднесе оставка, па не му ја прифати и така натаму. Значи тоа веќе си е и од морален аспект, нели секој нормално е некоја не воспоставена пракса која што не мора да значи дека мора да биде така. Меѓутоа, тука е голем дел и како ќе изиграат и албанското гласачко тело. Многу зависи околу таа стабилност на владата која што имаме сега. Ние гледаме реално, значи, буквално сега владата е на стаклени нозе, без разлика тоа дали изгледа дека функционира или не. Значи, тука сега ќе видиме дека и од страна на албанските партии, значи, нивниот резултат, кај што имаат своји кандидати, ќе видиме и нивната бројка и поддршка на средината, на општините, каде што се кандидираат на граѓаните, каде ќе оди поддршката на албанците, како ќе оди поддршката на албанските партии, политички партии. Албанското гласачко тело и интра и па во однос на македонското не верувам дека ќе има некој голем. Каде гледате разлика? Зошто е битно да речеме затоа што сега ќе се зацврстат на пример во партиите, дали тоа ќе биде за БЕСА, ќе се потврди поддршката колкава име и како име за разлика од претходните парламентарни. И мислам дека тоа ќе биде главен однос на функционирањето на владата. Да, и дека тоа многу ќе зависи и понатаму како они ќе се насочат кон функционирањето. Како да речеме, ако има промена во... Ако имаме поголема поддршка и подобри резултати во однос на претходните за албанските партии, зборам, дека затоа се они главен момент кој се не може да се занемари. Да, они се во власта, меѓутоа зависи како ќе играат понатаму, зависи од локалните избори. Резултатите што ќе ги направат со нивните кандидати. Ама како ќе влие тоа прашам, че ако добие дуи повеќе или помалце, дали без ако добие повеќе? Па да. Како би се одразило во функционирањето на владата? Дали ќе постои или нема да постои? Па видете, тука ќе одат многу работи, некои работи кои што веќе биле договорени. Дали ќе добијат повеќе министри или не? Дали ќе има реконструкција? Па не само тоа, него и работи некои кои што веќе ги имаат договорено, дали по однос на јазиците, дали по однос на влегувањето на Македонија, значи на некои збориме по суштински прашања, кои што фактички беа прифатени од страна на СДСМ и на владеачкото, сега на владеачката партија или коалиција, за воопшто и да се направи таа коалиција. Значи, дали ќе имаме предпоставувам, тука ќе се испорачаат и во динамика, и во реализирање на тие прашања кои што беа прифатени во самата Тиранска платформа, која што беше пласирана. Значи, по однос на јазиците, по однос на менувањето на името за влегување во НАТО и во ЕУ, мислам, ако сме веќе условени на тоа,
И така да тука се тие прашања што им се зацртани, мислам дека Како? ќе зависи во многу голем Како дел. мислите тоа? околу- Има важност? Резултатите Не можам да ја албанските фатам политички партии? поврзаноста, затоа што и албанската партија која е во опозиција и таа е потписник на таа декларација. Така да Многу зависи. како прелевањето на нивните бројки внатрешни не значи дека ова или она ќе се откажат од нешто за што Не, ама ќе прават поголем притисок. Ама тие може да прават поголем притисок да се реализира тоа што вие велите веќе е договорено. Значи ако е договорено за законот за јазици, што ќе Да прават не тие? може да отстапува, може сака еве да се Ама не може манипулира тие од да страна оста- на владеачката. Ама, мнозинство. значи, Сега што коалицијата го си е има. коалиција. Ако се договориле за нешто, вие велите тоа ќе го испорачат. Ја не гледам поврзано со локалните избори. Кај албанските Да, политички да, партии за друго е крстувањето. прашањето на етаблирањето на тие партии во албанскиот политички Да, тоа е многу важно. живот. Значи, ми имаме две партии кои се на власт, имаме две кои се во опозиција. И сега кој ќе доминира во тоа? Па, тоа е нормално, тоа. ама тоа си е стандардна борба меѓу тие партии. Но сега. тоа нема големо влијание врз нивниот став, затоа што тие не се најголемиот партнер во владата. Ја преска реков, не можеме да имаме предвремени избори без 61 пратеник да го изгласаат тоа. Во тие 61 највише пратеници има СДСМ. Значи, не е тоа дека баш кај албанските политички... Има ВМРО, после тоа се Не, во тие албанските партии. 61 нема Значи, ВМРО. со поддршка, Јас да. зборам да тие 61... Не, збориме за мнозинство ми без имаме албанските влада, партии. Ама ми имаме влада која има мнозинство, има 62 Со пратени. поддршка од албанските партии. Па се албанските партии не се од Марс. Па дојде добро, тука. не се од Марс, ама За да збориме- изгласате нешто у парламент, збориме ви треба... дека ќе имаат големо ви треба- влијание во- Ама тие имале влијание и порано, како Па мислите? сега ќе имаат уште Ама повеќе по локалните секогаш избори кога ќе се етаблира. секогаш која Дали Дуи ќе биде видите, ослабнат или не? Ама и да биде ослабнат Дуи, да биде зајакнат Дуи, да биде ослабната Беса, да биде зајакната Беса, меѓутоа ќе имаат тоа уште не менува. испорачување и на други барања кои што Ама тоа не биде менува опфатено. кои Па други Беса, барања. па Беса и до сега има зборија на неколку пати дека се против одредени Ама одлуки немаме кои што ги имаат парламентарни СДСМ. избори ми. Па немаме, ама еве ми збориме имаме ние локални доколку- избори. Да, Ја ви велам меѓутоа, дека тука парламентарни локално ќе се- не локално тие може да прават што сакаат. Не, ќе се Парламентарни покаже избори не зборно. се. Бројките секогаш се покажуваат. И Тоа сегде зборим. на свет некој вовет во трендот на движењето на гласачите Како ќе локалните се избори се. Да. И не е тука Македонија ништо чудна. Кај нас е карактеристично што ми имаме локални избори 4 месеци после формирање на нова влада. Иначе во друго ништо не сме карактеристични. Во цел свет имаш локални, во Германија имаш и регионални избори и тие се некаков репер за трендот. Но ви велам, прерасподелувањето или етаблирањето кај албанските политички партии не влие нит во смисла на прашањата кои се актуелни, затоа што трите од 4 партии, значи трите први се потписници на таа декларација. Трите први се потписници, така во таа смисла како ќе се прерасподелат гласовите кај нив, тоа не менува нема влијание Јас врз мислам дека ќе прашањата. има влијание Не само врз- да. врз кое? врз обстанувањето понатамошно и воедно на Ја не знам, која значи коалиција, не знам ја дали ќе опстане или не ќе опстане. Да. Него резултатите на локалните избори немаат влијание кај албанските политички партии врз апсолутната бројка која има во мнозинство. Тие имаат 62. И тоа е Ќе остане уставно тоа- мнозинство кое ви е потребно да формирате влада. Да, И меѓутоа тоа не е- знаеме како ќе остане ставот за да остане тоа цврсто. Дали ќе останат во влада? Дали ќе останат во влада, Ама дали тоа не? тие може да излезат во влада и 5 дена пред избори. Добро, Тоа доаѓаме зборам. И до 6 Значи, месеци дека тоа- после избори. Да. Но нема се- врска се со зема. внатрешното прерасподелување на гласачите. Ќе Според се мене извинам. има. Се извинам. Една мала пауза направиме, ќе продолжиме на оваа тема бидејќи е загадочна и потсетува на една ситуација низ која сме поминале во минатиот период. Одиме со уште еден блок реклама. Добро, имаме уште 10 минути, 9 минути точно до крајот на оваа емисија. Остана уште многу прашања, ама веројатно интересот на моите соговорници е полека се движи кон како да доминира тезата за парламентарни избори. Ги заборавивме локалните, ветувањата и така натаму. Може би си досадни, не знам, може би граѓани не сакаат да слушаат за комунални проблеми, може сакаат да се определат. Уште сме Која- под инерцијата Да, на под инерција на- парламентарни. И Не, па тие што мене се ми е малку затегнати. чудно, знаете, по 3 мандата има градоначалници
да речеме таму кај што живеам, 2 клупи нема стајано за 20 години. И сега нешто се нуди големи тези, големи игри, а граѓаниве не им е битно што нема клуп или што нема водовод, ама битно е големата слика и се определуваат за едно од партиите за кое што И после вода од бунар. навиваат. И после нели ќе се жалат, абе не ни чини патот, има дупки на патот, ама битно победила нашата партија. Добро, бидејќи сакате за тоа да говориме, ајде ќе говориме за тоа. Битката за албанските партии ли се е најбитна? Очигледно дека без нив не се може и наредните избори, дали ќе биде ду или беса, и се изборот на ВМРО и СДСМ ќе биде која партија албанска ќе се јакне, дали така добро е сватите која е поентата на албанската партија затоа. Или она на што СДСМ се надеваше 10 години дека дуи ќе биде од власта, сега ВМРО ДПМН моли Бога. Не, апсолутно не. Значи, Кај ќе го најправи изборот од албанската партија да добие толку многу, така ве разбра, па да исклучи од власта, за да може да формира нова парламентарна Не, тука се мнозинство. добро сега, мислам. Не, дали ве разбра, дали е тоа играта Повеќе. партијска? Видете се, албанските гласачи, тие се нели наши секојдневни, албанските партии исто така. И сега нормално е дека тие, значи тоа сакав да кажам, значи зависно од тоа како ќе добијат на изборите, така ќе, односно на локалните, секој ќе знае дали дуи оди надоле во поддршката Што кон имаат својот. македонските партии од тоа? Па добро, ние сме сите заедно, македонските партии све во коалиција со албанските партии. Така? Нели тоа веќе го констатиравме дека тоа е така и дека секоја власт која и да е, дека мора да направи коалиција со албанските партии. Значи тука е сега кој од партиите ќе има поголемата, да речеме, да има отскок во поддршката од албанското гласачко тело, во тие чисто, да речеме, почисти територии, таму каде што имаме кандидати градоначалници албанци, каде што ќе имаат, да речеме, поголема поддршка Тоа за значи разлика дека од македонските претходните партии треба парламентарни. да се надеваат на соработка од албанските партии и треба да инвестираат. Соработка, не, како ќе инвестираат. Сега Значи не- види се, ние знаеме дека Тоа се може да маци. да се Па не, инвестира, не, не може види, да се Во секој инвестира. случај, Знаете, значи, има чудни односи. ако не, значи албанските политички партии сега реално има битка помеѓу 4 партии. Значи имаме 2 нови партии, едната од нив е и во владата, и 2 постари партии. И тие ќе се борат да го стабилизираат гласачкото тело. Или некој Дуи да го секако, покача. да, Дуи секако ќе се труди да го поврати тоа што го изгубила, Беса ќе се труди да земе уште повеќе. Има карактеристични гласови кај нас кои од кој купче ќе бара, Само да затоа што прашам, имаме ако ги следите карактеристични сега, гласачи. иако е почната кампањата, албанските партии во кампањата повеќе водат сметка за локалните проблеми или тие водат големи? Прилично водат, да. Значи водат сметка реално за локалните проблеми, имаат прилично покоректна Тоа кампања, се, можеби затоа значи, што попат ве прашам, колку да можеби знаеме- затоа што во големите прашања не се многу и вклучени, сега не може да се борат они кои Значи, они за водат името или било што. по-реална локална Значи има кампања за локални реална, има добар можам да кажам дека има добра и понуда на кандидати, имаме сериозни битки во одредени битни општини, ќе ги има нив, и тоа е добро. Ја мислам дека треба и нешто друго да кажеме. Ние на овие избори имаме 28 независни кандидати со 28 независни кандидатски листи соеднички. Тоа е за поздравување. И мислам дека на локалните избори тоа е еднината. Види, анкетите покажуваат, ја затоа преска реков, соедничките листи се за мене реперот, затоа што анкетите покажуваат дека кога бираат градоначални гласачите земаат во предвид и кој е кандидатот, значи не само политичката партија, што е добро. И мислам дека таа реалност политичките партии ја сватиле и дека како поминуваат циклусите, значи не е ова историско, ми имаме локални избори, после 4 години ќе имаме други, како поминуваат циклусите, дека ќе се прилагодуваат на тоа. Од друга страна ви велам, кај албанските партии ми имаме подпредседатели, представители на партии кои се кандидираат, значи озбилно овој изборен циклус го сваќаат ради стабилизирање на гласачкото тело. Ние имавме парламентарни избори, каде што од 2 партии излегоа 4 партии се парламентарни албански, и тие ќе се трудат локалните избори да ги искористат за да стабилизираат. Реално, дали ќе издржат да бидат 4 партии во подолг временски рок, не верувам. Но ова меѓувреме ќе се трудат да го искористат
секој во своето во своето купче на гласови, затоа што има и карактеристични гласачи, не се за истите партии, ист тип на гласачи. Да. Последно прашање на вас, Вича. Генерално, без разлика дали имаме сега судир на две власти, централна и локална власт. Доминантна положба на локално ниво има ВМРО ДПМН. Значи, сите општини сте нивни. Централната власт е. Значи, сега имаме една централна власт во судир со локалната власт. И тоа е на некој начин, барем ова го слушнав од еден од поранешните кандидати за председател и градоначалник на Сарај, рече дека ќе биде на некој начин изедначена таа битка, затоа што не е мала шала да се има еден куп општини за цел. Локалната власт. Да, нормално дека да. Тој резултат што го имавме пред 4 години, што го имаше ВМРО ДПМН со коалицијата пред 4 години, со 4 или... Значи не е во подредена положба, така да кажем. Не е во подредена положба. Сега ќе видиме според тоа што го има понудено како кандидати, како програма, точно кај што се опаќа инфраструктурата и од тоа што го гледаме како понудени кандидати, влева надеж, односно поддршка. Вие рековте некој, сега не знам на која општина се однесуваше, меѓутоа точно е дека имаме, точно е дека имаме, не важно. Точно е дека од нивна страна гледаме дека има и потврда на некој кој што, да речеме, и 4 години, 3 години имале сега за четврт мандат. Меѓутоа, таа делата кој што ги направил и тоа што го ветува, му ја дава големата поддршка од граѓаните. Затоа, веројатно, се одлучиле да одат со тие исти кандидати и понатаму. Затоа што тука има. Меѓутоа, сега ќе видиме поддршката каква ќе биде, што ќе биде. Значи, имаме на старт сме на кампањата за локални избори. Ќе видиме дали минатиот труд ќе влијае во изборот, односно при одлуката на гласачот, дали самата кампања, иако досегашните, да речеме, кампањи, барем според мене, нешто посебно влијание немале. Меѓутоа, зависи што би можело да се случи, што би можело да се подготвува, затоа јас така и го почнав разговорот. Според мене, например, како што е почнато од страна на СДСМ, ми навестува црна кампања. Дај Боже да се лажам и да не биде така. И така да, уште сега ќе видиме како и што. Меѓутоа, нешто сакам да, мислам, тоа што приметив во овие избори, што не беше случај во претходните локални избори, е моментот на кој што е офатен околу заштитата на животната средина. Тоа го видов посебно, нели, тука во град Скопје, кој што, загадувањето на воздухот, што е еден новитет во целата таа кампања, покрај тие политички, покрај се зависно од општината, до кој степен на развој, ако некој веќе се занимава со канализација или со воведување на некои елементарни работи, нормално дека таа свест може би општествена не е до тоа ниво, меѓутоа тоа што може да се примети е токму оваа точка што за мене мислам дека тоа е во ред и дека треба да се движиме во таа насока. Благодарам на вашите забелешки, на анализите. Благодарам што издвоите време да дојдете до аргументи. Завршуваме малку порано, бидејќи сега и кампања ние мораме да пуштиме дел од кампањите на партиите. Останалото ше неколку прашања за кои што се надевам во некој од наредните емисии ќе поразговараме. Тоа е без разлика на исходот од оваа кампања кои повеќе градови ќе освои, се надевам дека ќе има координација и дека централната власт нема да ги запостави оние општини каде што не победила, бидејќи досега мислам дека имаше пракса да просперираат оние општини кои што имаат некаква врска. Полесно да имаат да работат. Полесно имаат да работите, но загрижува што има голем број на општини кои што имаат блокирани сметки и кои што им треба помош однадвор. Тоа е навистина прашање што треба малце централната власт да се финансиски децентрализира. Децентрализацијата треба малку. Низ цел свет локалните власти имаат проблеми, но централната власт има обврска на локалните власти да им помогне, да ги одвои дел од нашите пари и да ги однесе таму кај што не треба. Тоа е независноста треба да биде малку на да одиме да работиме сите на тоа да биде поголемо. Благодарам уште еднаш што бевте гости во аргументи. Вам почитувани гледачи ви благодарам на вниманието. Пријатно.
но за старт, за да можам да одработам платата. Почитување на функцијата која ја Андон, извршувам. Немаш право да ме покраниш, прашам тоа за не може да наредбите. направиш. Имам. Добро, дајте само говори уште. за вас. Да сте саркастични колку што Дајте сакате. уште една господин минута Спасовски. реклами, а потоа да ги завршим. Ајде, нека остане... Па тоа прашате го заев. Чека сега. Патот до пеколот е поплачен со добри намери. Прочистување на избирачкиот список. Уште не ќе очистиме. Значи, ако расчистивме, а не расчистиме очигледно, вака некаде околу